Моите родители, Валтер и Марджи, работеа како мисионери во Парамарибо, Суринам, во Јужна Америка. Тие работеа во една мисиска организација која им овозможи да го носат Евангелието до луѓе кои воопшто нема слушнато за Исус. Моите родители вложеа многу труд да го научат јазикот и да се прилагодат да живеат во една многу поразлична култура. Еден сончев ден, во 1959 година, татко ми, Валтер, одлучил да се одмори од работата и да оди на риболов. Тој отишол до едно мало село, Албина, се наместил на пристаништето на реката Маровине, за да ужива во еднодневен одмор во риболов. Но денот не бил успешен ни за одмор, ни за риболов, затоа што Исус, тој што ги повикува неговите ученици да бидат рибари на луѓе, тој ден имал друг план за татко ми. Кога во тишината го фатила сладка дремка, јакиот моторен звук на едно кану полно со примитивни индијанци го нарушил сладкиот мир. Тие стигнале на пристаништето и застанале токму таму каде што седел татко ми. Излегле од кануто облечени во едноставни носи што ги покривале слабините и накид направен од црвени монистри. Татко ми подоцна дознал дека овие индијанци доаѓаат од време на време од џунглата во селата за да разменат роба со мештаните. Зимале работи што им требаат за во џунглата. Татко ми, секогаш спремен да разговара и да се спријателува со нови луѓе, се трудел да воспостави контакт со нив, но без успех. Тие зборувале на нивни мајчин јазик, наместо холандски кој бил државен јазик на Суринам. Додека ги наблюдувал, почувствувал една силна импресија од Бог, кој му кажал: Валтер, сакам да го носиш Евангелието до овие индијанци. Татко ми дури тврдеше дека го слушнал гласот Божи, силно и јасно во неговото срце и ум. Во наредните месеци и години тој правил се што било потребно за да може да го носи Евангелието до индијанците, кои се викале Вајана. Кога вечерта се вратил дома и ја раскажал случката на мајка ми, Марджи, таа со радост и без двоумење го прифатила предизвикот и го поддржала татко ми во овој нов повик. Иако тоа значило дека и таа ќе требаше да живее во амазонската џунгла. Јасниот повик и потребата за споделување на Евангелието бил голема мотивација за подоцна да ги надминат сите предизвици на животот во џунглата. Една од прекрасните работи од оваа приказна е дека Бог истовремено работел во срцата на други потенцијални работници и ги повикал да одат да работат со индијанците Вајана и другите племиња во Суринам. Например, имало два млади пилоти во Америка кои чувствувале повик од Бог да одат со нивното мало авионче од Филаделфија до Суринам со малку искуство и малку пари. А кога стигнале, дознале дека на владата на Суринам многу ќе и користи авионот за да се откријат природните ресурси во џунглата. Поради таа потреба на владата им било одобрено на пилотите слободно да носат и да враќаат мисионери од џунглата. И покрај пилотите имало и други кои биле повикани, а некои од нив останале дури неколку декади. Божиот повик често пати доаѓа кога ние ни малку не го очекуваме. А најважната работа за секој кој е повикан е да биде послушен. Кај некој повикот доаѓа одеднаш, кај другите доаѓа постепено преку импресии,
проповеди, искуства, па тогаш одлука. И тоа е најважно. Ако Бог повикува, најдобро е да земеш одлука и да одиш и да го направиш тоа што Бог бара од тебе. Неговиот пат за нас би требало да биде нашиот единствен пат. Во неговиот повик и во неговата волја ќе најдеме и неговата сила и благослов. Валтер многу години наназад, како 14 годишен тинеџер, одговорил на Божиот повик во неговиот живот да стане мисионер. Тој бил дете кој пораснал во урбаната џунгла, Филаделфија. Тогаш му рекол искрено на Бог: Боже, јас ќе одам кај што ќе ме пратиш, ама немој да ме испратиш во џунглата, те молам. 15 години подоцна, Бог токму тоа го направил. Го повикал Валтер во џунглата. Но сега Валтер бил спремен и знаел, без сомневање, дека ова е личен повик од Господ. Прво во главниот град на Суринам, Парамариво, кај што сум роден, а по 4 години во внатрешноста на таа мала земја, до племето Вајана. Татко ми го следел Бог и бил послушен на неговиот повик. Тој ја имал приликата да чекори со Господ, дури во џунглата. И самиот вели, до ден денеска, дека годините во џунглата биле најдобрите години во неговиот живот и не би ги менувал за ништо на светот. И поради тоа што бил послушен на Бог, денес јас и ти имаме браќа и сестри во Христос од племето Вајана. Има многу такви повици во Библијата, слични како тој што татко ми го искусил. Гледаме како Бог во одреден момент се јавува во животите на мажи и жени и ги повикува да прават нешто големо, поголемо од тоа што мислат дека е возможно. А потоа тој им ја дава силата да го исполнат повикот. Аврам бил повикан да биде таткото на израелската нација, да ја остави татковината, односно Месопотамија, за да отиде кон некое непознато парче земја, што Господ ќе му го даде. Мојсе бил повикан да ги избави израелците од 400 години робство во Египет. Давид бил повикан да му биде крал на Израел. Па потоа и многу пророци биле повикани да ја говорат вистината за Израел кога скитале далеку од Божиот пат. Например, Исаја и Еремија. После Исус во Новиот Завет ги повикал своите ученици со одредена задача да станат рибари на луѓе. Апостол Павле бил повикан да го носи Евангелието до неевреите. Дали Господ се уште ги повикува луѓето денес? Можно ли е и денес да ни зборува? Дали преку силни впечатоци или преку словото, дали преку гласот на пријател или пастор, или преку својот тивок глас? Одговорот на овие прашања е апсолутно да. Примерот на татко ми, заедно со искуството на други луѓе, па дури и преку моето лично искуство, ме води до заклучокот дека Господ и денес повикува луѓе. Поради тоа што се уште има многу луѓе кои се без Христос и без надеж, овде во Македонија, па се до крајот на светот, верувам од се срце дека Господ се уште повикува луѓе. Понекогаш Божиот повик е за цел живот, како Мојсе, например, кој умрел на свој 120 години, водејќи ги израелците. Понекогаш тој ги повикува луѓето да исполнат една задача. Анани, например, во Дела апостолски 9 глава бил повикан од Бог да го сретне Павле. Иако во моментот Павле бил познат како убиец на Христовите следбеници, а не проповедник.
Anani bil повикан да ги положи неговите раце врз очите на Павле, за да го исцели од слепотијата што ја добил кога Исус го повикал. Сакам да го истакнам библискиот одговор на било кој Божи повик. Но пред тоа сакам повторно да го поставам прашањето дали Господ се уште ги повикува луѓето да бидат носители на Евангелието на други народи. Може би во својата земја Македонија или во друга земја. Одговорот се разбира е да. Додека Исусовите последни зборови не се исполнети, односно големата заповед, каде Исус им рекол на учениците, направете ги сите народи мои ученици. Додека таа заповед не е исполнета, Господ ќе повикува луѓе. На луѓето во светот им треба спасител. Треба да сме спремни да им кажеме ако Господ не повикува. Или треба да сме спремни да ги испратиме оние кои ќе бидат повикани. А сега, библискиот пример што сакам да го искористам, се наоѓа во Исаја. Во Исаја 6 глава, пророкот опишува визија во која самиот се наоѓа во светото присуство на Бог. А тој како грешник се плаши за својот живот, велејќи во Исаја 6.5: тешко мене пропадна, зашто сум човек со нечиста уста, а живеам во народ со нечисти усни, а моите очи го видоа царот Господ над војските. Потоа Господ испраќа ангел кој носи жар со клешти, за да ги допре устните на Исаја, за да го декларира за чист. Тогаш Господ вели: кого да испрата и кој ќе ја однесе нашата порака? Бог овде користи индиректен пристап, но со прашање го повикува Исаја, кој одговара: еве ме мене, испрати ме мене. Еве ме мене, испрати ме мене. Ако Господ денес сака да зборуваш со пријател или комшија кој не го познава Христос, ако сака да го носиш Евангелието до другите народи, во Македонија или надвор од Македонија, биди спремен да кажеш: Господе, што и да посакаш од мене, ќе сторам. Ќе го започнам тоа што сакаш да го започнам, ќе одам каде сакаш да одам, еве ме мене, испрати ме мене. Тоа е единствениот точен и добар одговор. И кога Господ те повикува, немој да одложуваш, туку реагирај веднаш. Тоа ќе те води кон добри нешта. Кога Господ не повика мене и жена ми Лина во Македонија, иако не беше лесна адаптација со учење нов јазик и нова култура, добивме секакви придобивки, вклучувајќи друштво и заедништво со многу убави луѓе. А покрај тоа имавме можност да земеме учество при воспоставувањето на нови цркви, локални заедници, каде нашите браќа и сестри во Христос заедно со нас го слават и го љубат Исус. А конкретно за татко ми, иако не очекувал кога лежерно седел на пристаништето да добие повик од Господ, послушноста негова го водела заедно со мајка ми длабоко во амазонската џунгла, каде после неколку години многу вајана индијанци го запознаеле и го прифатиле Исус за свој спасител. Нека Господ ви дава вам благодат и храброст да кажете да на неговиот повик во вашиот живот. Амин.